Дали крвавиот настан во Србија ќе освести Македонија за еден елемент кој што изгледа изостанува во рамките на воспитно-образовниот систем. Дали е време да се апелира и да се проговори за врсничкото насилство и за безбедноста на учениците. Денеска ќе дебатираме, ќе разговараме и ве покануваме и вие да се вклучите во коментари на месенџер на нашиот отворен телефон 075 35 10 15 со нашите гости. Тука со нас е директорката на градинките наша Иднина Христина Трапчевска. Добар ден, благодарам што ја прифативте поканата. Добар ден, ви благодарам за поканата. Одделенските наставници Гоце Бумбаровски од Основното општинско училиште Кочурацин. Добар ден, Гоце. Благодарам. И вие што дојдовте и ја прифативте поканата. И Наташа Колеска која што доаѓа како одделенски наставник од Основното општинско училиште Климент Охридски. Добар ден. Благодарам на поканата. Јас само ќе да помнам, ние разговаравме претходно на каков начин да го водиме разговорот. Не би сакале многу да го спомнуваме тоа што се случи во Србија, тоа ќе биде само повод, но од ваше лично искуство, колку вие како луѓе кои што сте директно вклучени во воспитно-образовниот процес од најмали нозе па се до завршување на основното образование, нашиот образовен систем го има тој воспитен елемент во себе, но и уште еден елемент, а тоа е нешто што ни се случува во последните 15 години, тоа е интернетот, тоа се мобилните телефони, тоа се дигиталните алатки, колку кај нас, младите, родителите и вие како наставници и како воспитувачи би рекла, ги користите тие алатки за да може децата да се образуваат и да се развиваат, а не да ги користат само тие лоши страни. Значи има многу за дебатирање, ќе фатиме повеќе теми и јас се надевам дека од вашето искуство кое што го имате, можеби 5, 6, 10 години и 15, ќе има што да препорачате како совет и до родителите и до вашите колеги на крајот на краиштата. Потребни се некои системски промени, па да се надеваме дека вашиот глас, нашиот глас ќе стигне до таму каде што треба да се смени нешто. Ќе почнеме од најмалите. Ќе почнеме од градинката. Покрај тоа што се следи здравствената состојба во текот на престојот и моторниот развој на децата, имате ли инструмент за проценка на степенот на достигнување на социоемоционалниот развој во градинките? Секое дете кое посетува градинка има досие на детето развојно портфолио. Тоа е еден документ пропишан со Законот за заштита на деца, во кој се содржат општи податоци за детето и за семејството на детето и има еден дел што се вика инструменти за процена на степенот на достигање на стандардите. Инструментите се поделени на период од 2 до 3 годишна возраст, од 3 до 4 годишна возраст и од 4 до 6 годишна возраст. 2 пати годишно ги потполнуваме. Во нив има стандарди и индикатори преку кои се следи дали некој стандард детето го достигнува или не за 5 домени на детскиот предучилишен развој. Имаме домен, значи социоемоционален развој и тука има неколку стандарди кои детето треба да ги исполнува. Многу важни се, посебно за емоционалниот развој, детето да го развива поимот за себе, да ги препознае и изразува своите емоции, да се гордее со своите постигнувања, да верува во своите способности и да ги контролира сопствените чувства. Тоа се стандардите кои преку неколку индикатори се оценува по субјективна проценка на воспитувачот дали детето ги достигнува стандардите или не. Индикаторите малку се изменуваат со текот на возраст. Значи водите на целосна евиденција за развојот на детето, за неговиот емоционален, социјален развој во текот на неговиот престој во детските градинки. Можат ли воспитувачите да забележат одредени промени кај децата во тој одреден период од 2 до 5 или 6 години додека се во градинка? Секако, сметам дека заедно со родителите ние сме првите забележувачи, да речам, на некои недостатоци во развојот на децата. Затоа што неколку часа во денот поминуваме со децата, работиме различни активности, со рамката која ја спроведуваме последниве неколку години, обрнуваме повеќе внимание на социоемоционалниот развој на децата, им нудиме повеќе алатки, техники, вештини со кои би си го изградиле поимот за себе, би се прифатиле себе си,
би си изразиле љубов кон себе си, а потоа и кон другите во околината, другарчињата во групата, возрастните во градинката, родителите, семејството, пријателите и така натаму. Ние забележуваме, меѓутоа понатаму најважно е соработката со родителите. Токму и тоа ми беше следното прашање. Како реагираат родителите кога нешто им пренесите дека е, јас би рекла, неприфатливо однесување на нивното дете во рамките на одредена возраст? Има ли одредена соработка помеѓу родители, воспитувачи и слично? Како тие реагираат? Од обично сите велиме дека моето дете е најдобро. Значи, соработката со родителите мора да биде искрена и тоа што сме го забележале да го пренесиме. Понатаму имаме неколку опции. Родителот да ја прифати нашата забелешка, да размислува за посоченото и да преземи чекори за корекција на нештото. Меѓутоа имаме еден мал дел на родители кои сепак не можат да прифатат и се водат од девизата, како што рековте, дека моето дете е совршено и нема недостатоци. Ние ќе го продолжиме разговорот, се разбира, ако тргнавме од немалата возраст, но би сакала да ги вклучувам и одделенските наставници во оваа тема. Одма е прашањето поврзано колку овие досиеа или детско портфолио стасува во кај вас како наставници, кога децата ќе се запишат искуствено и од едната и во едното училиште и другото, и тука и Христина ќе ја прашам, дали родителите ги добиваат тие досиеа на крајот од завршувањето во детската градинка, кога учениците ќе се запишуваат, кога децата веќе ќе станат ученици, дали ги бараат училиштата тие досиеа, каква е постапката? Училиштата не ги бараат тие досиеа во нашата општина. Има пракса во неколку други општини во Република Македонија, се бара досието на детето од градинката, меѓутоа кај нас тоа не е пракса. Се надевам дека ќе оствариме таква соработка со основните училишта, затоа што досието на детето, развојното портфолио е еден документ кој може да им даде некакви сознанија за детето, за однесувањето, за напредокот на детето на наставниците, одделенските наставници во основните училишта. Дел од досијата самите родители си ги бараат, за да имаат сознанија за собственото, за развојот на собственото дете, но голем дел остануваат кај нас во градинка. Каква е праксата? Наташа Бовели. Во моето училиште, од каде што доаѓам јас, кога ние ги превземаме учениците во прво одделение, извршена е проценка од педагошко-психолошката служба, емоционална и социјална проценка. Ги добиваме информациите од нив за секое дете кое што е во класот. Понатака, како одделенски наставник, јас си водам посебно досие за секое дете, како за успехот, така за емоционалната и социјалната зрелост и достигнување на секој мој ученик, се надевам и за сите други ученици во сите други училишта. Во тој адаптационен период се прилагодуваме ние наставниците према децата и децата према нас. И тука е првото полугодие за мене како наставник е најважно, кога ние ќе се ги запознаеме карактерите, јас како наставник и учениците мене да ме запознаат, исто така се ги запознаваме карактерите и меѓу родителите, се навикнуваме едноставно едни на други. И секогаш викам дека второто полугодие е многу полесно према првото полугодие. Значи тогаш сме влегле во еден систем, јас како наставник, учениците како веќе ученици, а не веќе како дечиња во градинката и родителите како родители на ученици. Се навикнуваме едни на други и почнуваме да се ги прифаќаме стандардите и правилата на однесување што ги поставувам јас како наставник и очекувањата кои што ги имаат родителите од мене. Процесот продолжува да течи понатака и во наредните години си водиме досиеа. Тој социо-емоционален развој ние како наставници секогаш на почетокот од евидентниот лист со неколку реченици го пишуваме, значи за секој период од 3 месеци. Покрај тоа што го даваме како документ, посебно ние одделенските наставници, секогаш сме во контакт со родителите, затоа што сега во ова време сите родители си ги земаат учениците од училиште и скоро секој ден имаме контакт со родителите. Значи, тој контакт ученик-наставник е секојдневен контакт. И секогаш ги информираме покрај за успехот, така и за однесувањето на нивното дете. Како тие тоа го прифаќаат, значи го прифаќаат, сепак ние треба да бидеме малку посуптилни како наставници, како ја пренесуваме сепак информацијата. Сепак се родители и
ја некако гледам да ја прилагодам информацијата како ќе им ја пренесам на родителите. Во досегашното моје искуство немам неубав контакт со родител или некоја голема реакција и гледаме дека секој проблем го решаваме заеднички. Мене ми е драго тоа што го слушам. Да, ова е вистина, мислам на вистина е вака и го постепено и да е некој проблем, значи не наеднаш да се каже се лице постепено, согледуваат и самите родители дека на вистина има некој проблем. Разговараме секојдневно, ако е потребно ја вклучуваме педагошко-психолошката служба да ни помогне во решавањето на проблемот како помош, а не како плашило дека детето ќе биде таму однесено или тие ќе не посетат, не е важно како. Но го решаваме на тој начин проблемот. Значи на ниво на училиште соработуваме со педагошко-психолошката служба, директорот и ние како наставници и родителите секако вклучени. Верувам дека таа психолошко-педагошка служба треба да биде поактивна, ти велиме секогаш дека ги вклучуваме децата кога има некаков проблем. Да. Но во секој случај само да се надополнам, да, тие се многу активни, но исто така тие се многу оптеретени со непотребна администрација, која што би требало да им се тргне, да се посветат повеќе на учениците и на нас наставниците. Не е вината во педагошко-психолошката служба до системот. Ќе ги поканиме и нив, се надевам, да дојдат од училиштата па да ни раскажат за нивната состојба, проблеми или пак можности кои што ги нуди. Гоце Повели, достасуваат ли досиета до тебе, бидејќи еве, како што кажа Наташа, јас би рекла дека губи едно цело полугодие за да може да ги запознае децата со нивниот емотивен, социјален статус, од каде се како прикапаѓаат, од која средина доаѓаат и така натаму. Ќе биде ли полесно ако ги имаат овие досиеа кои што навистина макотрпно ги заработуваат во детските градинки наши? Генерално Наташа ја даде целата слика и факт е дека оние досиеа од градинка не стигнуваат до нас. Но треба да знаеме и да имаме предвид дека сите ученици кои што доаѓаат во прво деление не доаѓаат од градинка. Не имаме ученици кои што во прво деление доаѓаат, а не посетувале градинка. Тоа што учениците не посетувале градинка, има различни причини, можеби има кој да ги чува и така натаму. Нивниот успех и градењето на личноста во градинка, да знаете дека многу се чувствува кога ќе доаѓат во прво деление. А некако наставници мораме во прво деление, земајќи ги сите тие ученици во едно деление, да ги или повторно да направиме репроценка, онака како што ние тоа знаеме со она што ни е расположливо. Досие од градинка не добиваме, не дека нема кој да не ги даде, туку бажи како што Христина спомна, немаме пракса во нашава општина. Да, тоа да го правиме, а верувајте дека многу ќе ни значи да имаме едно такво досие, но сега тука од друга страна пак ќе имате досија само за ученици, за дечињата кои што посетувале градинка. За оние другите повторно немаме досие и ние се подпираме на документот кој што ни го испреча педагошко-психолошката служба при тестирањето и сега тоа тестирање е еден момент од неколку минути, можеби половина час, и дали тоа тестирање е релевантно, ќе се покаже со текот на времето. И баш затоа она прво полугодие во прво деление нас многу ни значи. Меѓусебно се запознаваме и преку децата ги запознаваме и родителите, што нас па посебно ни значи, затоа што кога ќе дојде момент да кажеме за нешто, да се советуваме или да пренесеме некоја информација или да добиеме некоја информација, ние мораме да се поставиме онака како што родителите сакаат да го слушнат и да го пренесат нештото. Секој родител една иста информација не ја прифаќа исто. Пак и тука мислам дека е и суштината на понатамошното воспитување и она кое што од учениците ќе изгради едни личности кои што понатаму ќе бидат успешни во животот. Како оделенски наставник јас водам досие за моите ученици до 5-то деление и после тоа кога тие одат во наредно деление, затоа што често се случува барем во моето училиште да бидат измешани паралелките, да не оди цела паралелка во 6-то деление, туку да бидат кај во посебни паралелки, јас им го давам досието, да им го предадат на своите класни раководители. Тоа е мое, индивидуално. Дел од колегите ги прифаќаат досиета, на дел од колегите дека не им е потребно, дека тие сами ќе се направат анализа на
на учениците, што мислам дека во овој момент мислам дека ќе значи, како што мене ми значи да добијам едно досие за ученикот од градинка и професионалците кои што работеле 2, 3, 4 години ќе запишат што се случувало, како напредувало детето во градинка и што сега понатаму треба да сторам јас и сметајте дека ние сите наставниците мораме подеднакво да ги третираме сите ученици, но треба да знаеме со каков материјал, вака грубо речено, работиме, затоа што пак од тука натаму ги ставаме ние темелите на една здрава личност која што понатаму треба да прерасне во успешен граѓанин. Во сите овие одговори, она што беше интересно е, ги спомнуваме родителите, но јас ќе речам како еден придружен елемент. Но спомнам Гоце дека треба да се работи со нив. Јас се сложувам. Ова што во моментов ни се случува е дека со родителите посебно треба да се работи. Она што ме интересира, сигурно имате родителски средби, сигурно имате на редовна основа, што е од ваша страна, што најчесто го посочувате кон родителите, генерално кога се работи за едно одделение, за еден клас, или кога се работи за една група во градинката, што е она што вие забележувате дека на сите родители треба да им се каже за да се избегнат сите овие немили работи што ни се случуваат во моментов, а јас само еден збор ќе кажам: интернетот или мобилните телефони. Колку тоа се зборува на тие родителски средби? Кристина? Ние во градинка одржуваме родителски средби на почетокот од секоја воспитна година, да речам во септември, каде што нашите стручни лица или самите воспитувачи си одбираат тема за која ќе разговараат со родителите и на некој начин ќе ги обучат родителите, односно ќе му дадат нови знаења, затоа што не секој родител е запознаен со, да речем, правилата на предучилишниот детски развој. Нас ни е тоа струка, ние сме обучени за тоа и нормално дека имаме многу повеќе сознание. Она што многу често го разговараме со родителите, небитно дали на родителски средби, дали во индивидуални разговори, затоа што има различни начини на соработка со родители и информирање, е тоа дека родителите треба да му посветат внимание на своите деца. Ништо не може да го замени времето поминато со сопствените деца. Во правење на заеднички активности, било тоа дали во кујња или во двор да работат во градина, да играат различни игри, затоа што децата така го осознаваат светот, така стекнуваат сознанија, знаења за светот што ги обкружува, за себе, се пронаоѓаат себе си. Дали тоа би биле заеднички прошетки и многу други различни активности, да посветуваат време на своите деца. Некако живееме во многу брз свет, се промени начинот на живот, сите некаде се брзаме. Меѓутоа, ниту најскапата играчка не може да му го замени на едно дете квалитетно поминатото време со родителот. Ги почитуваат ли вашите совети? Па дел од родителите ги почитуваат. Обично ако најдете некое дете, јас би рекла, не би рекла проблематично, туку би рекла хиперактивно. Дали во таков случај родителот забележувате промена ако му дадете некаков совет на родителот? Има различни случаи. Не се сите како под калап исто да реагира, како што рековме дека сите на сите треба да се адаптираме и да се прилагодиме. Се трудиме да користиме позитивен говор, најпрвин кога детектираме некаков недостаток во однесување или некаква пречка во развојот, разговараме со стручните лица во нашата институција, го наблюдуваме детето, разговараме со други колешки кои имале слично искуство и се трудиме со најпозитивен говор, на најбезбеден начин да му го пренесеме нештото на родителот. Многу често се наоѓаме во ситуација и самиот родител да забележал нешто. Има и случаи каде што родителите забележале нешто во домашна средина, некоја отстапка во однесувањето, па споделуваат со нас. Затоа што понекогаш ние можеби и не сме обрнале внимание. Клучна е соработката со родителите. Искрената комуникација, мислам дека е клучна. Вашите искуства во одделенското образование? Како ние во одделенска настава, поточно јас како ги организираме родителските средби. Секако тоа е на ниво на училиште, кога се организира 3-4 или по зависност од потребата и повеќе родителски средби, имаме дневен ред по кој што се одвива родителската средба. Обично тој дневен ред е дисциплина, успех, тековни прашања и некоја тема која што е во текот актуелна во училиштето, која што треба да им се соопшти на родителите. Одиме по даден дневен ред.
Обично во оваа возраст се посетени родителските средби, значи не можам да кажам дека не се посетени, масовно присуство на родителските средби. Како таа родителска средба оди, уште на почетокот кога го земам моето одделение, јас ги информирам родителите дека општи ќе бидат родителските средби во смисла на дисциплина, успех и како е совладен наставниот материјал по планот и по програмата. А за сите други работи ќе разговараме индивидуално. Нема да разговараме јавно за секој ученик пред сите родители, за секој кој што има некаков проблем или успех, не мора да биде проблем, ќе разговараме индивидуално после родителската средба или на индивидуалните средби кои што ни се организирани во училиштето кога што можат да не посетат родителите. На родителските средби изнесуваат своји ставови родителите, своји гледишта во врска со тоа како е усвоен наставниот материјал, дали се задоволни од постигнатите резултати на своите ученици. За некои во врска со дисциплината, за некој проблем. Важно е дисциплината или важно му е што оценки добиле? Што повеќе доминира кога станува збор за оценките? Да, оценките. Да. Гоце, кај вас? Што е важно? Прашуваат дали моето дете е дисциплинирано, дали е направило некаква штета во училиштето, колку се грижи за инвентарот, колку се грижи за другарчињата и така натаму, или каква оценка добил по предметот математика или македонски? Што доминира? Кои се темите? Тоа беше прашањето и нагоре. Паметам дека ние како ученици бевме оценувани по два основи, тоа е поведението, однесувањето и знаењето односно оценките. Како доаѓа ова наше модерно време, се повеќе сите се фокусирани на оценките за поведение и така натаму, однесување, ретко кој прашува, освен доколку некое дете не е инволвирано во некаков процес, некаков случај, да подискутираме за однесувањето на најчесто родителите. Знаете, нема лоши деца, има лоши родители. И најчесто родителите се интересираат за однесувањето на другите, а не за однесувањето на своето дете. И тоа ние сите овде сме и родители и кога ова нешто го излагаме, смете дека не само како професионалци во нашата дејност, туку и како родители го зборуваме. Барем јас за себе можам да кажам, а верувам дека и Христина и Наташа истото ќе го споделат, затоа што сепак ние сме и родители. И кога зборуваме за родителите, зборуваме и за нас самите. За да не бидеме погрешно сватени, затоа што јас во моето одделение покрај родителските средби кои што ги имаме на ниво на одделение, како што спомна Наташа, тие се општите родителски средби кога разговараме за целокупната активност во одделението, настани и така натаму. Правам уште два типа на родителски средби, тоа се индивидуалните, не индивидуални од нога, пред врата и така натаму, кои што се секојдневни и постојано се случуваат, туку организирана родителска средба од индивидуален карактер и родителска средба од неколку родители. Тоа е група на родители и јас одбирам кој родител во која група ќе биде, затоа што за секоја група родители имам поинаква тема на разговор. И она што исто така е важно да се потенцира, дека ние во одделенска настава многу побрзо и полесно стигнуваме до родителите отколку колегите од предметна настава, а сега можеме да замислиме како е со колегите кои што предаваат во средно образование и дали воопшто некој од родителите доаѓа на средбите и како се однесуваат и така натаму. Тоа веќе може да дискутираме до бескрај, но како што реков, се започнува од домот. Кога мене ќе ми пратат родителите, кога тие се културни и педантни и внимателни, кога јас ќе разговарам со воспитани родители, многу лесно можам да образувам една воспитана личност. Кога имам проблем со родителите, верувајте дека секогаш имам проблеми со учениците. Генерално тоа е она кое што фактички е тесно поврзано со настанот, фактички кој што не испровоцира и сме денес
тука заради таа работа. Затоа рековме на стартот дека колку се вложува во воспитниот елемент во образованието, но пред тоа ова како општо да речам, само е како едно потсетување и за сите оние кои што сакаат да ни се вклучат на нашиот телефон 075 35 10 15, така е телефонот, можат да комуницираат со нашите гости. Емисијата е во живо, дебатна емисија, а верувам дека има можеби коментари, можете да оставите на месенџер или коментар за сето она што го дискутираме. По немилиот настан би сакала да ве прашам и двајцата, па и тројцата, дали бидејќи имате деца кои што се веќе 5 години, тие веќе работат на мобилните телефони и гледаат, знаат ли децата за настанот во Србија? Ве прашува на тогаш на часот, како постапивте? Можат ли да се заштитаве, би рекла јас, децата од негативни вести? Да, Колкава е улогата и на пропагандата или на медиумите кога станува збор на квалификување на вакви вести, до кај треба да се оди на некој начин? А вие верувам дека имате одговори или имате свое мислење, вашето мислење и став пред се. Кога се случи немилиот настан, наредниот ден кога дојде на настава учениците, значи дома се слушаше информацијата најверојатно многу пати во текот на денот. И ме прашува, наставничке, знаете што се случило во Србија? Знаете, наставничке, ученикот, разговаравме. Значи дел од часот, мислам дека беше општество, прекинавме, сега ќе разговараме на темава на тоа што се случило во Србија. Сите си ги кажаа тоа што слушнале, разговаравме, на кој начин се решаваат проблемите, каде треба да се обратат ако имат некаков проблем. Значи сепак, како што кажа и колегиве, проблемот потекнува од семејството, ако дома се посветува доволно внимание, и ако една личност се гради како што треба, нема да дојде до тој немил настан. Сепак, кога ќе ги земеме ние децата, во учениците, добиваме една, што викам јас, пасте копи, ги гледам, како ги гледам учениците, така имам слика и за нивните родители. Не морат ништо да ми кажат, знам се за нив. Значи, со самото однесување знам се. Да се вратам назад на темава, разговаравме како се решава, не дека само тогаш разговаравме како се решаваат проблемите, како ако нешто ги тишти на кого треба да му кажат. Дека прво се што се случува во училиште, надвор, во едукативните центри, било каде, дека се кажува дома на родителите. Први се родителите што треба да дознаат. Ако не се во можност на родителите да му кажат или имале било какви обврски, вториот човек на кого што треба да му кажат сум јас. И дека тука останува сета таа информација меѓу мене и меѓу нив. А јас потоа ќе разговарам со родителите ако имаат тие некаков проблем. Довербата меѓу моите ученици и јас е голема. Значи тие секојаш излегуваат надвор, така се научени да ми кажат нешто насамо, во доверба, што не може да го слушнат другите, а ќе го знаеме само јас и одредената личност. И потоа јас најдувам на каков начин суптилен да го решам проблемот, не дека ќе го посочам тој што го навредил или тие сега се овие мали некои проблемчина кои што не можеме да ги споредиме со грубиот збор насилство. Да, за нив се големи, да. Ќе го надминиме проблемот. Ќе разговараме со примери, не само сувопарно разговарање, ќе посочиме примери како треба, како не треба и да извлечиме една цел, да дојдеме до стадиумот да се извинат едни на други и да бидат другари и од утре натаки да седат еден до друг. Значи извлекуваме поука од немилиот настан. Така беше насоката на разговорот и на сето ова што се случи. Но сепак еден апел до сите медиуми дека пренагласено беше, во ред многу е страшно нештото, мислам, престрашно е, но на сите социјални мрежи, на сите вести беше ударна вест. Затоа, според мене, после тоа следува и последователни други немили настави, кои што ги поттикнаа некои други, кои што ги охрабрија во случајов да направат други немили настани. Како беше кај во твојот клас? Јас сум наставник на 4-то деление, тие ученици се околу 10 години. И во моето одделение зуи како во пчеларник, постојано. Но не и денот после настанот, ја забележав таа немир. Да. Искрено, моите ученици беа тивки, седнати во своите клупи, ме дочекаа, седнав и гледав дека, иако претходно бев подготвен да образложам што и како се случило, решив по обратен редослед да ги фатам работите.
Не да им објаснам ја што се случило, туку сакав да да ми кажа што разбрале. Што дознале од медиумите и што допрело до нив и што е нешто она од целата таа ситуација што тие ја разбрале. Верувајте дека имаше многу испреплетени информации, точни, неточни, половични, вистини, невистини и така натаму, но секој од дечињата нешто разбрал. Сите направивме на слика и ми ја дефинирав потоа. Што е вистина, што не е вистина, што се случило, оно колку што и јас за тие 24 часа можев да разберам, а се потрудив да дознавам што е можно повеќе за да можам следниот ден, затоа што сепак тоа се дечиња кои што се 2-3 години помали од жртвите и од оној кој што од сторител. Разговаравме. Сметете дека ние со родителите сме на дневна основа во контакт, постојано, дури и неколку линкови кои што ги имав од излагања на стручни лица им ги споделив со родителите, но не дека овој момент ние го чекавме за да споделуваме со родителите, со учениците нешто и дека досега не сме работеле на таа тема. И не сакав да пренагласам и не сакав воопшто да го направам ова да им влее страф на учениците. Тоа е една работа и она што Наташа го спомна, а мене многу посебно ме погоди тоа што медиумите или ајде условно речено квази медиумите или оние кои што се стремат да бидат медиуми едвај чекаат некој немил настан за да привлечат што е можно повеќе читатели, гледачи и така натаму и од еден негативен лик направија херој во наводници, односно да, тој е херој, ама негативен, затоа што гледаме филмови и така натаму и учениците, па и возрастните најчесто во ликот на негативецот гледаат повеќе интересно што се случува, што прави тој, каде е сега, која е причината, не е воопшто важна причината. Него го спомнуваат медиумите со име и презиме, а жртвите се со иницијали. Зошто никој за нив не зборува? За тие семејства никој не зборува. За тоа што се случи, се случи. Зошто сега да бараме која е причината? И ние секогаш одиме на интелигенција, коефициент на интелигенција, а многу ретко и нашиот систем и сите се фокусираме уште од семејството, учениците да ги научиме на емоционална интелигенција. А за да дојдеме до емоционалната интелигенција, ние треба да ја развиваме емпатијата. Не можеме да развиваме дечиња, личности кои што се себични. А себични се зашто и ние родителите, наставниците сме себични. Не им посветуваме внимание дома, не им посветуваме внимание надвор и сето тоа така се мота како едно клопче и најлесно за да ги смириме дома ние да им го дадеме мобилниот телефон и така еден убав период од денот да изнагледаат се и се што гледаат во тој свет, само тие знаат и каде ќе ги однесе тој интернет и тој медиум на каде што ќе се вклучат, само тие знаат, ние можеме само да бидиме сведоци на она што ние во моментот го гледаме. Но сметајте дека во детската соба, во наше време кога влегувавме, ограничени бевме, тоа е детска соба. Сега кога децата влегуваат во својата детска соба, веднаш преку интернетот влегуваат во друг свет каде што ние не можеме да ги исконтролираме и овој дел од разговорот би го завршил со делот дека нас и тоа како ни е потребно во училиштата и надвор од нив и постојано да имаме медиумска писменост. Односно уште од најмали нозе може би тоа да започне од градинките, па да оди до највисокиот степен на образование, ние да ги учиме како медиумски да пристапат и што да изберат да гледаат, а што не. До тоа море на информации што ги имаме. Јас сама ќе се надоврзам повторно од лично искуство, заедно со Вети бевме на некоја работилница каде што беа деца средношколци. За нас се тие нормално деца, малку повозрастни од вашите категории каде што вие работите. На прашањето како би реагирале при одредена тепачка, одредено насилство, така да. Што би направиле прво? Ниту едно од тие 30 деца кои што беше во просторијата не одговори дека ќе се јавам кај родителите, туку рече дека најголемиот дел ќе снимам со мобилниот телефон и многу мал дел рече ќе се јавам во полиција,
чинам дека ниту еден не каже од тие 30 дека ќе влезе и да помогни. Она што го рековме тоа, тој елемент на емоционална интелигенција, емпатија, солидарност, хуманост или не знам што. Јас чинам дека денес, за жал, тој елемент на хуманост, на човечност некако го заборавивме, пред се потиснато од материјалното. Може би ќе се сложите, а се сложувам со Гоце, со медиумската писменост. Тоа е нешто што мора да се случи најскоро време, заради тоа што пак дозволивме со ова што вие сите тројца го кажувате, дека интернетот ни ги воспитува поколенијата, за жал. Да се надополнам. Сад точно во овој дел кој што го споменавте, прочитав некаде, во дел на целата ситуација што се случувала во училиштето, имаме едно девојче од одделението каде што има најмногу жртви, кое што успеало да излезе и да истрча во низ ходникот, да дојде до училницата каде што учи незиното помало братче. Да им каже дека се случува нешто, за веднаш да ја заклучат училницата. Замислете, можела да избега надвор. Да. Тоа е она што го потенциравме, емпатија. Се загрижила за своето братче, за семејството. Истрчала по ходникот кој што е релативно дол, влегла во училницата и кажа на наставничката да се заклучат и да останат внатре. Таа е херојот во приказната. Никој тоа не го издигнува на едно повисоко ниво. Тука е емпатијата, тука е љубовта кон другите. Одговорноста, љубовта, почитта, грижата за воспитниот елемент. Колку е заставен во образованието? Еве, кажавме како се одвиваат родителските средби. Ајде да почнеме од градинките. Има повеќе внимавате на тоа да ги почитуваат правилата на градинките, да дојдат во 7, да спијат, да јадат и слично, или пак или колку се обрнува внимание на тој воспитен елемент кај децата. Зборуваме и за училиштата, зборуваме и за градинките, или пак ова ни дава еден сигнал дека треба да имаме повеќе часови поврзани со ова Наташа што го кажа, дека ги прекинуваме општество и природа и одиме да малку да дадеме некој елемент кој што децата навистина сакаат и да го слушнат. Како е состојбата во градинки? Значи, грешна е предпоставката на јавноста дека градинката постои само за детето да биде згрижено, да се најади во толку часот, да преспие и да му бидат задоволени физиолошките и физичките потреби. Градинката, односно вработените во градинката, со целото свое битие се вложени во воспитно-образовниот процес. Да, ние имаме кујчен ред и бараме од родителите да го почитува, меѓутоа затоа што имаме, да речам, временска организација на денот. Не можеме да дозволиме да ни донесат дете во 10 часот, затоа што појадокот завршил пред час, час и половина, веќе сме навлегле длабоко во активностите кои ги работиме во текот на денот. Затоа имаме кујчен ред и бараме од родителите да го почитуваат, да ги носат децата, значи имаме простор од 6 до 8:30, 2,5 часа е период за носење на децата. Одговорност кај родителите во тој дел. Да. Па, значи, скоро сите родители се одговорни. Ретко се случува, меѓутоа и тоа е со најава, тука морам да ги пофалам родителите. Воспитно-образовниот процес течи непречено кај нас. Ние многу повеќе обрнуваме внимание на воспитанието, затоа што сметаме дека така ги поставуваме темелите на идните личности во светот, во нашиот свет, во нашата општина. Многу повеќе обрнуваме внимание на развивање на другарство, на одговорност, на самостојност, на грижа за себе и за другите, емпатија, почит кон другарчињата, прифаќање на другарчињата и на возрастните и, како што кажав, прво прифаќање на себе си. Сакав да се надоврзам на исказите на Наташа, дека споделуваат учениците во незиното одделение. Ние практикуваме секојдневно со нашите деца круг на доверба. После појадокот наутро имаме еден период за вежби за истегнување и потоа дечињата седнуваат во круг заедно со воспитувачот и со негователот
И секое дете споделува некоја случка што му се случила, меѓутоа не е колку само да се сподели, туку го поттикнуваме детето да ни каже како се чувствувало за таа случка. Имаме и сликички со различни емоции, каде што детето покажува ако не знае со зборови добро да се изрази, и многу обрнуваме внимание на емоционалниот развој, посебно со практикувањето на рамката од програмата за социјална кохезија и културен диалог од пред неколку години. Тука, во тие моменти, многу често детектираме дека нешто различно се случува со детето и разговараме со родителите. Што е причината? Значи, причината може да биде и позитивна. Пример, има новороденче во семејството, ама детето има љубомора, има веќе јавува отпор спрема градинката, значи ги детектираме чувствата на децата и за тоа разговараме со родителите. Разговараме и со децата во групата, зошто ти се чувствуваш така, па друго дете што било во слична ситуација да сподели како се чувствувало, затоа што например за новороденче во семејството едно дете може да се радува и да има многу мала доза на љубомора што нема да се забележи воопшто, меѓутоа има други деца што се екстремно љубоморни во таква ситуација. И сметаат дека мајката им е украдена од братчето или од сестричето. И преку други примери од другите деца, од другите другарчиња, децата учат меѓу себе. Се наметнува среќа, грижа, љубов. Ги споделуваме чувствата и размислуваме за нештото. Па зошто јас да бидам тажен за нештото кога другарчињата се радуваат? Малку и се преиспитуваме. Значи преку примери. Јас ти предлагам малку да направиме, доколку Никола ни овозможи, мала пауза, за да продолжиме со разговорот, бидејќи би сакала во вториот дел за, да кажеме, одредени препораки, ваши ставови лични, во овој момент што би можело да се преземи, рековме, може би некои од тие што треба да слушнат, ќе слушнат, но зошто да не, да бидеме и отворени и искрени пред себе, како што рековме, што треба да се направи во овој момент, што можеме ние и како локална заедница, но и на ниво на Македонија да предложиме за да може да се преземе, пак ќе речеме од ваше, но и од наше искуство, бидејќи и ние имаме искуство во тој ден. Кажуваш, со поглед ти ме залажуваш, на греф ме наведуваш. Кога те гледам, губам ќе стив, на ова поле си незапирлив, кажи ми лаги, не си ти крив. Дојди, ајде, дојди сега ти, обиен во моите гревови. Јас и ти ке одиме до крајности. Ти и јас, ти и јас, ти и јас. Ти и јас, ти и јас, ти и јас. Кога те гледам, губам јас див, на ова поле сум незапирлив, кажувам лаги, не сум јас крив. Дојди, ајде, дојди сега ти, опиена во моите гревови. Дојди, ајде, дојди, јас и ти, ке одиме до крајности. Ти и јас,
Секогаш го имаме најдобриот музички избор. Радио Пела, Радио Пела. Значи, повод и причина за денешниот нас разговор е тоа дали доволно вложуваме во воспитниот елемент во образованието, јас така би рекла. Би се надоврзале со оглед на тоа што тука и застанавме со Христина, кажа таа како во градинката навистина трудолюбиво тој акцент е ставен на воспитниот елемент. Има ли простор и можност со толку предмети, со ученици и сите тие активности, Наташа спомна има и административни работи кои што треба наставникот да ги направи, за да има и воспитен елемент во образованието. Да, зборувавме за воспитниот елемент во семејството, но колку е потребно и важно да има повеќе, да не биде тоа само класниот час, ако се децата од 6 до 9 деление, да не биде само еден час, кога нешто ќе се случи, ако некој дете направило некоја поинаква реакција од она вообичаено како што треба да се однесува во училиштето. Јас поинаку ќе прашам дали има казни доколку има одреден проблем. Мака сега. Ми беше мислата да кажам, во секоја една наставна единица има и образовен и воспитен дел. Значи, кога го слушам, малку ми е криво запоставен воспитниот дел од образовниот дел. Не, значи во секоја наставна единица има и воспитен и образовен дел. Еве, конкретно сега, на памет ми беше, затоа што пресно го работев, здрава храна. Кој ќе биде воспитниот, кој ќе биде образовниот дел. Значи, образовен дел да научиме која е здрава храна, а воспитниот дел ќе биде правилно да ја консумираме здравата храна и да одбериме здрава храна. Значи, не можеме да го делиме воспитното од образовното, според мене. Или да направиме некоја граница строга меѓу тие две нешта. Тие две нешта се преклопуваат едно со друго и се надам дека сите наставници тоа така го работат. Значи, кога работиме на наставна единица или работиме семејство, например, еве сега последно, односи во семејството, членови во семејството, образовниот дел кој ќе биде воспитниот дел, како ние ќе се сакаме во семејството, како ќе се почитуваме, како ќе помагаме во семејството, кој е нашиот дел во семејството на учениците кои што треба да помогнат на родителите, на бабите, на дедовците, како треба да ги почитуваат. Значи тука нема резка граница помеѓу воспитното и образовното. И не сме ни да се прави да се влези на час и да се каже овој треба да се научи и толку. Не, тука нема некоја јасна граница. Секоја една наставна единица е поврзана и со образовни и со воспитни цели. И во секоја една единица може да се извлечи воспитен и образовен дел. Мислам дека се согласуваат и колегите. Тука нема граница правење. Тука само се надополнуваат едното со другото. Доколку се случи на било кој час кај вас некој дете да биде понемирно отколку што е, или пак да реагира онака како што апсолутно не сте очекувале. Дали применувате некакви казни? Дали нешто поинаку ќе реагирате кон детето и на каков начин ќе го смирите? Нормално како наставник ќе изреагирам затоа што ми го пореметува ритмот на часот. Но таа нема да биде некоја страшна казна, можам да сугерирам, значи погледни ме, слушни ме, да не ти се оди во веце или да некоја потреба има, значи нема тоа да биде некоја казна со која што ќе му ја повредам личноста јас на детето, но ќе го запамтам тоа на наредниот час или наредниот ден или по 2 дена. Обично имам стратегија да ги ротирам учениците, секој со секого да седи и ќе видам дека таа енергија со таа ученик што седи него баш не му одговара и ќе го изротирам со друг некој ученик, дур не си ја најди соодветната енергија. И ние овдека сите споделуваме некоја енергија. И еве добро се снајдовме, мислам. Така и во училницата мора наставникот да осети енергијата кој со кого може да биде да седи еден до друг. На некого му едноставно муабетот. И може добро е да има разговор, но кога и во кој дел од денот и во кој дел од часот. Значи некојаш треба да се внимава, некојаш можеме да споделуваме мислења, но во одреден дел на часот треба да слушаме внимателно наставничката.
Кога зборував за воспитно-образовниот, се сложувам со тебе, Наташа, дека навистина се е воспитување и се образование. И образование и воспитување. И да зборуваме и за предметот математика, и тој на некој начин има елементи на воспитниот дел, како и што да се комбинираат бројките и слично, или да се помага на другарчето ако нешто не знае или не знам. Но дали ни се потребни повеќе часови или поинакви часови во нашиот воспитно-образовен систем генерално за некои, јас би рекла, предмети кои што навистина треба сега, во ова нова време да бидат наметнати. Еве, направивме на почетокот, малку само зборнавме, Гордана спомна за интернетот, за мобилните телефони. Ние дури поставивме на анкета, велиме дали мобилните телефони потребно ли е воведување забрана за употреба на мобилни телефони во училиштата за време на часовите. И сите одговорија дека да, треба да му се одземат телефоните на децата. Тоа е прво и основно правило, забрана на ученици да носат мобилни на училиште. Еден од коментарите што ги добивме. Дали сметате дека треба поинаков начин на воспитување, поинакви предмети или нови предмети кои што, например, на детето ќе му овозможат полесно да се прилагоди во овој, јас би рекла, виртуелен свет, што рековте, во семејството и во детската соба, кога ќе влезе. Или е таа медиумската писменост што треба да ја знаат децата како нов час. Еднаш имаше и се не знам дали постои тој предмет, имаше веронаука, например, во училиштата со етика, нешто во тој дел, но дали се потребни некои нови предмети, дали ова не поттикнува да ова што се случи во Србија, да наметниме некои нови норми во рамките во училиштето, во одделението или во целиот образовен, да речем, систем во Македонија. Во делот на воспитно-образовниот процес јас би се сложил со Наташа затоа што ние така и функционираме. Нема да има образование ако нема воспитување и обратно. И така ни се концепирани самите часови и дури ако нешто не е предвидено, ние како наставници, како родители постојано го спомнуваме. Во делот на казнување. Она што спомнавте доколку некој дете така натаму, јас не би рекол казнување или ете така некоја опомена. Практикувам да ги пофалам јавно, ако направат добро дело, а доколку некој ученик е направил нешто кое што не е во ред, јас секогаш насамо му кажувам, разговараме, и кога му укажувам на грешката, ја пакувам во сендвич со две добри работи и особини за него, и многу ми помага, и мене, а и него, затоа што ако некого пред сите го опомените, не знаете како ќе реагира и дали е тоа во ред. Но ако настрана, како условно речено смета дека ние работиме со ученици до 10-11 години и многу полесно ни е нас. Да, насамо. Так, а колегите кои што се во предметна, па и средно е потешко затоа што со повозрастни ученици работат, но не е исклучено и да ја практикуваат овој начин. Кога сме кај мобилните телефони, исто така, помалите ученици не носат или носат сатчиња, смарт-вотч и така натаму, за да им се јават да ги земат или да ги однесат, мене не ми сметаат искрено. Се додека не ми пречат во процесот, нема никаков проблем. Но нив им сметаат, на самите ученици, фокусирани се на нив цело време. Излегуваат од училници, ги земаат телефоните и одат поскали, чепкаат во нив. А не разговараат меѓу себе? Не разговараат со себе. А тоа им е единствениот простор за дружба. И тие, иако се заедно, не се заедно. Едни до други се застанати, а чепкаат во телефоните. И таа е неубава слика. Дали да забраниме мобилни телефони? Пак ќе се вратам јас кај семејството. Ако ученикот е добро воспитан и ако знае како да користи, и ако дома гледа дека постојано родителите се со мобилните, што очекувате од тој ученик? Пак се враќаме на себичноста. И сега, тука би го заокружил овој дел од разговорот, зошто сме ние родителите такви? Дали системот, а системот сме сите ние, не можеме да впериме прст во еден или само во воспитно-образовниот процес или само во училиштата. Дали родителите имаат доволно време да се посветат и дали сакаат да се посветат и дали им е пријатно дома со своите деца и е многу полесно да излезат од дома, да си се посветат на себе,
а не да се посветат на своите деца. Она што го кажавме и на почетокот. Време поминато со своите деца е драгоцено. Без разлика кој колку време поминува. И 1 минута поминато со своето дете е доволно во денот, отколку воопшто не поминато. Се предлагаат некои законски измени, еве за забрана на TikTok, има предлози од, како што рековме, од родители, од наставници околу мобилните телефони, но тука има некои работи кои што не може да бидат впакувани во закон, а тоа е оно што го рековте и сами, дека грижата на родителите е многу важна, а тоа е оно што дома се случува и никој не го гледа. Тука јас гледам една фалинка на системот. Како таа фалинка на системот да ја поправиме или да почнеме да размислуваме да ја поправаме? Како семејството да биде основната клетка во ова општество во Македонија, на која што се темели се? Имате ли вие предлози како родители и како наставници и како воспитувачи како тоа би се направило? Дали тоа да биде преку медиумите, како кампања, дали тоа да биде со средби лице в лице, на родителски средби? Нешто, дали сте размислувале во тој дел? Моje лично мислење е дека секој од себе прво треба да тргне. Да ги вратиме на пиедестал позитивните морални вредности, за кои што на секој чекор гледаме дека се изгубени. Да се потрудиме сите да бидеме емпатични, да ги почитуваме другите и исто така да ја вратиме благодарноста како начин на живот. Затоа што благодарноста значи да, ние од најмали нозе ги учиме децата да се заблагодаруваат. И понекогаш ние како возрастни треба да се заблагодариме и за негативните работи, затоа што тие ќе не освестат. Да, ќе ни дадат поука. Ќе размислиме како да се однесуваме понатамо и секој од себе треба да тргне. Да дај свој придонес, за да можеме да ги смениме нештата кои не плашат сите. Ако сите ние им дозволуваме на нашите деца постојано да бидат на да ги користат мобилните телефони, да играат игри, да следат TikTok и други социјални мрежи, тогаш не може да очекуваме дека нашите деца ќе имаат позитивни морални вредности, дека ќе се изградат во вистински личности кои треба да живеат во реален свет, затоа што со користењето на интернетот живеат во виртуелен свет. Таму се е возможно. А во реалниот свет е поинаку. Многу поинаку. Гоце? Пас, генерално тоа е тоа што го каже Христина. Би надополнил дека со забрана не можеме да постигнеме многу, затоа што тоа што е забрането повеќе ќе ги мотивира. Предизвикува љубопитност уште поголема, да. Ако го забраните TikTok, има еден куп други платформи кои што можат да ги користат и така натаму. Суштината е пристапот. Она што и го кажав и претходно, медиумската писменост. Што е интересно, што е важно за децата, тоа да го потенцираме и тоа да го земат. Затоа што интернетот нуди безброј можности. Сите ние, доколку нешто не интересира, посегнуваме таму и позитивно го користиме. Тоа е целта, да разграничат што е позитивно, што е негативно. И на крајот од денот не е само интернетот тој што ни прави нас непријатности во случајот, да не се насочуваме само кон TikTok или така натаму, дека тие се негативните. Ние сме тие што пристапуваме кон нив. Ако не пристапуваме, без разлика какви се содржините таму, веднаш ќе прекине и нивното влијание. Но да одиме со системски решенија, како што реков, ние сите сме системот. Не можеме да го впериме прстот кон поединци или само кон образованието. Промената да настани главна клетка е семејството. Мора да ни настани промената таму и секој поединечно да започне позитивно да гледа на работите. Факт е дека овој немил настан сите малку не потресе. И сите дома, сакали или не, почнавме да водиме сметка кој што прави, им се посветуваме. Да, сега, кога се случи нештото, зарем требаше да се случи за да почнеме ние да си се посветуваме на семејствата. Жално е што дочекавме еден немил настан да не освести, а и претходно сме можеле да го направиме нештото. Ајде, овој немил настан да го искористиме, во смисла што ние ќе направиме, родители, наставници,
политичари, новинари. Точно, она што ви го кажав е претходно. Кои вести им ги пласираме и до кого се достапни тие вести? И колку има вистина во она што се зборува? Или само е тоа една борба за повеќе лајкови, повеќе гледаност и така натаму, а на крајот испадне дека сето тоа е некоја лажна слика за некој настан. Јас само би додала дека се почнува од семејството и се завршува во семејството. Семејството е се уште главната клетка, но може би во овој современ начин на живење, родителите се може би преоптеретени во ова брзо темпо на живење, да обезбедат средства за екзистенција и може би немаат доволно време да посветат и ова се најде како една добра опција да им бидат зиграни децата и да бидат мирни. Во врска со носењето на мобилните телефони, да се надополнам, јас не сум да се носи мобилни телефони во училиште. Сега училиштата се обезбедени со современа опрема, со смарт табли, со паметни телевизори и сите информации кои што сакаме воспитно-образовни да ги споделиме, имаме начин како да ги споделиме. И не се носи во оваа возраст во деленска настава мобилни телефони. Јас на родителите му сум достапна 24 часа, кога сакат можат да ме побараат. Во врска да го земат нивното дете или ако не се чувствува добро, јас да ги побарам и не гледам никаква потреба дека треба да се носи мобилниот телефон во училиште и сум против носење на мобил. Не. Во твоето одделение? Уште се мали. Само со дозвола на родител, ако некаде родител и тоа ќе ми се јават да ме прашат, наставничка денеска ќе го носи тој телефонот затоа што треба да му се јавам. Тогаш дозволувам, а инаку не. Нема ни потреба. Или сега на пример одиме на екскурзија, нема потреба од мобилен, одиме да ја гледаме убавината на нашата тетковина или да гледаме во телефонот. Значи нема потреба за носење од телефон. Во тој дел и такви резки граници за укинување на социјалните мрежи не сум, затоа што се што е забрането станува уште поинтересно и ќе се најдат некои други начини да се насочиме на едукација на учениците, на родителите и на нас наставниците. Ова беше одлично за крај, но јас морам ова прашање да го поставам. После сето ова, министерот за образование изјави дека се згомерли бројот на пријави на врсничко насилство. Кратко само, имате ли во вашите училишта врсничко насилство, хиперактивност на децата или на што сето тоа се должи? Имало ли пријави за такви? Сте забележале ли во Многу е груб зборот насилство, може би некои недоразбирања меѓу ученици имало, но тоа го решава стручната служба со директорот и класните раководители. Сепак, јас сум во помала возраст каде што нема. Зборот насилство е вистина многу груб за таа возраст. Можеме да насетиме нешто што би се случувало понатака во понатамошната возраст, но за насилство се уште е прегрубо за да се каже. Конкретно во моето училиште толку како што кажав, како насилство, многу груб збор е не, некои недоразбирања се случуваат, можеби, но стручната служба, класните раководители, директорот успешно ги решаваат. Врсничко насилство имало и ќе има. Сега и уште помодерно сајбер насилство, што е пак насилство кое што излегува надвор рамките на училиштето и најчесто се случува после наставата, затоа што како што рековме, на сите ученици им се достапни паметните уреди и така натаму. Постоело и ќе постои, не е нешто кое што е ново и нешто кое што службите како одделенски наставник да речат, вака ме нарекуваше дека сум ги следиме, ги пријавуваме, најчесто ние на ниво на одделение ги решаваме. Доколку дојде до некоја ситуација, тука е стручната служба, тука е директорот и така натаму, тука се родителите, ги повикуваме заедно, разговараме, се консултираме и како што Наташа каже, ние сме 24 часа достапни за нашите родители и доколку нешто се случи после настава, се консултираме, разговараме наредниот ден. Таа релација наставник, родител, ученик, тој педагошки триаголник функционира, но како што кажав, ние можеби имаме таа среќа да предаваме на ученици кои што се уште имаат почитување кон наставник, кон институција, кон родител. Како одиме нагоре, тоа некако се менува и навистина колегите кои што се предметна, па и во средно, навистина се соочуваат со проблеми кои што
бараат и пошироки, па доаѓа дури и контакти со полиција и така натаму со служби други кои што ги тангира И овие уште ова, проблеми. бидејќи ми сте тука, дали сметате дека педагошко-психолошката служба во училиштата треба да биде ја не знам како функционира, значи ова само мое мислење, дали треба да биде постојано активна, да не реагира само кога имаме така наречени проблематични деца, бидејќи тогаш ги стигматизираме и ги посочуваме кога ќе појдат таму и реагираат, предпоставуваме родителите зошто моето дете. Дали треба постојано, како што прават еве во градинките, секое дете да се следи и на крај крајава по 5 или 6 деца да се повикуваат постојано во таа, за да биде поблиска таа служба и довербата кон таа служба да биде поголема, бидејќи навистина тоа се служби и стручни лица, педагози, психолози, кои што можат исто така да помогнат доколку има одредена забелешка во рамките на одделението. Сметате ли дека треба во тој дел нешто вакво да се менува малку? Мислам дека не е само за одредени случаеви. Сепак тие си имаат собствена програма за работење и се организираат најразлични советувања, значи од педагошко-психолошката служба. Доаѓаат посета на час, значи не посетуваат и ние сме секогаш во ниво блиска комуникација. Но како што реков, навистина педагошко-психолошката служба е преоптеретена со администрација која што треба да ја работат. Да, како и ние, но делот за кој што учели и за кој што треба да се посочат, навистина имаат малку време да се посветат, но сепак се посветуваат. Не би рекла дека се исклучени. Жал нешто не се тука Не би рекла дека се исклучени. Не се вклучија во оваа емисија, но верувам дека ќе имаме прилика. Значи факт е дека ни треба дополнително вработување на стручни лица. Така. Доколку е тука министерот сега за образование и наука, што во една реченица би му посочили? Како препорака од ваша страна? Да И поводи министерот за сметка за образованието. Генерално. Да има учебници. Да, учебници да има, затоа што некако како искрено претходниот министер многу бомбастично настапи и направи еден невиден хаос. Сега тој хаос сам го стави под тепик и ништо друго не профункционира. Дури пред 10 дена стигнаа учебници кои што требаше да стигнат на 1 септември или ден претходно. Да поводи вистинска грижа да се фокусира на образованието. Да не праша нас наставниците Ете така. за сите програми кои што се воведуваат, да го слушни гласот од наставниците. Дали таа програма ние како наставници се согласуваме да биде донесена, оти така се донесуваат на брзина некои програми за кои што не сме спремни. Ниту училиштата, ниту ние наставниците за тие програми. И да си имаме една наша национална програма која што нема да биде копирана од никаде, туку да си биде наша на ниво на држава македонска оригинална, неископирана програма, затоа што и ние имаме многу позитивни работи кои што можеме да ги внесеме во таа програма. Да, во секој случај се најдуваме, ние живееме во различна средина, Точно, имаме различни гени, менталитети, различен да. менталитети, ни е потребна програма која што имаме нам ја одговара. многу што да понудиме за да биде внесено во нашата програма. Не само да превземаме, тие се таму друга култура, друго општество, друго однесување и да се донесат овдека и добро се донесле, но да сме спремни. Да сме спремни со кадровски, да сме спремни со учебници и да сме спремни тоа да го пренесиме на учениците. Благодарам. Не прашуваме за Министерството за труд и социјална политика, друг па за таа тема. Навистина ми благодарам што ни бевте гости и се надевам дека придонесовме за да дадеме еден став и мислење за ова што се случуваше. Ми е драго што тоа се луѓе од Прилеп, бидејќи навистина и ние имаме што да кажеме, а не само од другите градови. И верувам дека ваквите средби ќе бидат почести едукативни и во образованието и во раниот детски развој. А јас само ќе дополнам доколку ви треба доброволно за медиумска писменост, како изгледа да се работи во радио, во телевизија, во вестник, да се работи на портал, слободно можете вашите ученици да ги донесите, деца од градинка тука да видат што и на каков начин се работи, како можат да изберат содржини кои што ќе им бидат од корист, зошто не е одредени содржини, што е сензација, стоиме на располагање. Благодариме. Благодариме.